поздравам ова утро и ви посакувам обилни Божи благослови. Нашето размислување денес ќе биде за Христовото воскресение, победа над смртта и гробот. Христовата смрт и неговото славно воскресение, неговата победа над смртта и гробот се и ќе останат темел на христијанската религија или на христијанската вера и средиште на проповедањето на самото Евангелие. Христовото воскресение е аголен камен на целата христијанска градина. Со воскресението се руши или се стои. Без воскреснувањето на нашиот Спасител Исус Христос не би бил тој Спасител, бидејќи и на него би му требало Спасител. Он не би бил победник над смртта и гробот, а ние не би сме имале гаранција за воскреснување. Небото го задржало дахот. Ангелите стоеле во искушување, несвесни што ќе се случи. Додека множеството луѓе спиеле. Тие кои биле будни, ја поминале ноќта со плачење, додека другите се вртеле во постелите, бидејќи мислите им биле исполнети со прашање и сомнеш. Дали, браќи и сестри, и денес луѓето си поставуваат многу прашања, дали тоа вистина Исус што го направил за човекот или е лага? Дали се тие луѓе со сомнеш скроз во Христовото воскресение? Сигурно дека има многу такви луѓе кои не веруваат во Христовото воскресение. Јас пред некој ден разговарав така на работата со едни пријатели и вика, па што за тоа дали така бил? Ама викам, за некој ден ќе празнувате, викам, воскреснување на Христ. Така вика, тоа традиција останало. Си јадим, си пием и друго не ни интересира, вика. После тоа, вика, пак ништо. Значи, многу луѓе се сомневат во Христовото воскресение. Некои седеле, како што кажа, и пиеле, а некои ја поминале ноќта во страх. Овие луѓе го заборавиле Христовото ветување во Лука 18 глава 32 стих и 33. Еве што гласи во Евангелие Лука 18 глава 32 стих и 33. Дека ќе го предадат на незнабожци и ќе се подсмеваат со него, ќе го измачуваат и ќе го плукаат, ќе го камшикуваат и ќе го убијат. И на третиот ден ќе воскресне. Значи го заборавиле луѓето ова ветување кое Исус им го кажал, дека после третиот ден ќе воскресне. На друго место кажува дека и вика, ако го рушите овој храм, после 3 дена ќе биде изграден. Христовата победа над смртта, неговото славно воскреснување, било исполнување на старозаветните пророштва, како што тоа го сведочи апостол Павле, кажува дека Христос умре по писмото. Тоа ќе го провериме во 1 Коринчаните 15 глава.
od 3 до 8 стих. Ви го предадов најнапред она што го бев примил, дека Христос умре за нашите гревови, според писмата, дека тој беше погребан и дека на 3-тиот ден воскресна според писмата, и дека му се јави на Кифа и потоа на 12. После им се јави еднаш на повеќе од 500 браќа, од кои повеќето се живи и до денес, а некои починаа. Потоа му се јави на Јаков и потоа на сите апостоли. А по сите најпосле ми се јави и мене како на некое недоносенче. Значи гледаме дека апостол Павле го кажува ова се исполни по писмата. Нема сомневање дека апостол Павле мислел кога кажал дека ова се исполни со писмото на пророкот пример Исаја и цар Давид, каде што кажале во своите книги. Најпознатиот текст од книгата на Исаја, кој живеел пред Христа 800 години, кој се однесува на глава 53 на страдањата негови и воскреснувањето. Ќе ги прочитаме стиховите од Исаја 53 глава. Од 3 до 12. Тој беше презрен и отфрлен меѓу луѓето, човек на болка и свигнат на страдања, и ние го одвраќавме од него лицето свое. Тој беше презиран и ние за ништо не го сметавме. Дали, браќи и сестри, и денес луѓе што не го сметат воскреснувањето на Исус Христос за ништо? Многу луѓе денес, значи, се сомневат во тоа. Дури и не го прифаќат Христа дека е спасител, дека воскресна. А писмото јасно зборува. Но тој ги изеде врз себе нашите болки и ги понесе нашите слабости. Замислите некој да ги понесе болките твои, твоите слабости. А тоа нашиот Спасител го сторил за нас. А ние мислевме, кажува писмо, дека тој беше поразуван, казнуван и понизуван од Бога. А тој беше изнаранет за нашите гревови и мачен заради нашите беззаконија. Значи, Бог јасно ни го кажува Исус за кого страдал. Тој беше изнаран. За кого? Изнаран, шибан, тепан, значи камшикуван, заради кого? Заради нас, луѓе. Заради што беше? Заради нашите беззаконија. Ние сме се отстранили од него. Сме се оддалечили од него. Нашите беззаконија тој ги презел на себе. Казната за нашиот мир падна врз него. Бог ни дава мир. Значи, мислам ти синојче, пред тоа ме зборуваше за мирот, значи како го добива човекот. Само Господ е тој што може да ни даде мир. Само Господ може тој мир да ни го даде, а преку него ние, кажува писмото, се излекуваме, се изцеливаме. Кога го прифаќаме Христа, ние живееме според неговата воља. Значи, автоматски, со неговата воља, он ни дава сила да го победиме секој едно зло. А со тоа и се лекуваме. Значи, живееме еден живот посвет од претходниот живот што сме го живеели. Сите ние бевме заблудени како овци. Не знам кој има од вас спасено овци.
Јас имам пасено и може да кажам, значи, овците кога ќе тргнат на паша, секоја си оде кај што нејзе и одговара. Исто и со луѓето денес. Не само денес, и во минатото. Значи, секој си го живее животот свој за себе. И мисли дека на него му е најдобро така како што он размислува. А сепак Бог ми дал наум како да живее. И затоа кажува, заблудени како овци. А понатаму вика, секој си одеше по својот пат. Го кажав и тоа, значи, секој денес си оде по својот пат. И устата, уствари, и Господ ги натовари врз него гревовите на сите нас. Значи, гревовите наши се натоварени на самиот Господ Исус Христос. Гревовите наши го усмртиле него, а не самите шајки кои биле забодени на неговите раце и на неговите нозе, или самото копие. Туку гревовите наши го усмртиле него. Тој беше измачуван, но страдаше доброволно. И устата вика своја не ја отвараше. Замислете си, браќи и сестри, некој да страда доброволно за тебе, за мене, за секој еден човек. Да го поднесе оноа најтешкото за тебе. Наместо на крстот да бидеме ние распнати, тој го зел нашиот крст. Тој умрел заради нас. Но устата вика своја не ја отвараше. Како јагне, тој беше одведен на клање и како што е овцата пред стрижачите свој безгласна. Не знам дали имате видено камиони товарени со јагниња, ги носат на клање, не знаат каде ги носат, ни блеат, нити ништо, и кога ќе стигнат таму, глас не отвара. На самото клање глас не отвара. Така и нашиот Спасител Исус Христос бил распнат без глас. Или, како што е спомнато, и овцата пред стрижачите свој безгласна. Значи, самиот Спасител не отвори уста да каже нешто. Значи, така тој не отвори устата свој. И тој вика беше лишен од што? Од праведен суд. Значи, ние знаеме како тоа судење било преку ноќ, се поминало неправедно. Значи, воопшто не е тој суд извршен праведно. Кој може вика да зборува за неговите наследници? Зашто беше одсечен од земјата на живите, заради беззаконијата на мојот народ беше осуден на смрт. Гледаме писмото, кажува јасно, заради што беше одведен или осуден на смрт? Заради нашите беззаконија. Заради нашите беззаконија, нашиот Спасител ја поднел смрт. И, кажува писмото понатаму, и му определија гроб меѓу злодејци, меѓу убијци. Но тој беше погребан кај богатиот, како иако тој не беше направил грев и во уста негова немаше лага. Но волјата Господова, понатаму кажува, беше да го казни и го предаде на мачење. Ако ќе го пренесе својот живот како милостива жртва, тој ќе види долговечно потомство и волјата Господова ќе напредува преку неговата рака. Гледаме, браќи и сестри, дека тој бил Исус Христос однесен на мачење заради кого? Заради нас. Заради нас се дал на жртва. На жртва која што покасно донесува резултат,
на воскресение и за живот вечен на човештво. А тој ќе го види, вика, долговечно потомство. Ќе прочитаме после од Копнеш до вековите, тоа долговечно потомство, кое со воскреснувањето на самиот Исус Христос, во истиот момент воскреснало мноштво луѓе, мноштво верници кои биле пред тоа во цврста вера со самиот Спасител. Верувале во Него, во Неговите писма, што Тој ги дал за човек. И тоа мноштво, он ќе го види, и тоа мноштво ќе тврди за Него, дека и он е воскреснат, и дека заедно со Него ќе се вознесат на небото. Ќе се зарадува поради трудот на душа своја и ќе види светлина. Зашто се зарадува? Бидејќи веќе видел од неговиот труд, од неговата смрт, дека мноштво луѓе воскреснали, дека ги спасил, дека тие не се веќе осудени на смрт, туку се веќе за во вечноста, за вечен живот. Праведниот, вели, слуга мој, ќе ги оправда мнозина и гревовите нивни врз себе ќе ги помисли. Многу луѓе кои ќе го прифатат Исуса Христа ќе бидат оправдани. Тука кажува мнозина. Значи сите оние кои ќе го прифатат ќе им бидат опростени гревовите. Тие гревови ќе бидат врз самиот Исус Христос. Понатаму кажува, јас ќе му дадам големо наследство. Значи, со воскреснувањето и вознесувањето кога на небото, тогаш Бог Отецот му е дава сета власт на целиот свемир. И затоа вика, ќе му дадам големо наследство. Со силниот плен ќе дели, зашто себе си на смрт се предаде. Значи, Бог Исус се даде себе си на смрт. И за тоа наследство големо ќе му биде дарувано. Како што и претходно кажа, меѓу злодејци беше броен и ги понесе врз себе гревовите на мнозина и за престапници стана посредник. Единствен посредник на земјата за човекот е самиот Исус Христос, Спасителот. Значи, посредник за цело човештво. Секој еден кој ќе го прифати, тој ќе биде спасен и ќе му бидат опростени гревовите. Ова пророчанство, што беше кажано од Исаја во 53 глава, пред 800 години, се исполнило со Христовото доаѓање. Христос ги земал на себе гревовите наши и умрел место нас. Ќе прочитаме стихови од 1 Петрова, 2 глава, 24. Прва Петрова, 2.24. Тој сам ги носеше нашите гревови на крстот во телото свое, та ослободени од гревовите да живееме за правдата. Преку неговата рана се исцеливме. Значи, гледаме дека тој умрел наместо нас. Ги зел нашите гревови и ги понел на себе. При страдањето Исус се молел и за непријателите. Тоа можеме да го провериме во Лука, 23 глава.
33 стих. И вика, и кога дојдоа на местото наречено Черепница, го распнаа таму него и злосторниците, едниот од десно, а другиот од лево. Исус бил распнат помеѓу двајца разбойници и гробот му бил одреден помеѓу разбойниците, но сепак не бил ставен во заеднички гроб. Ќе прочитаме исто од Лука 23, 50 до 54. А ете, се најде и човек по име Јосиф, член на Советот, добар и праведен човек. Тој не ја одобри одлуката на Советот и делата нивни. Беше од јудејскиот град Ариматеја и самиот го очекуваше Царството Божие. Па така тој отиде кај Пилата и го измоли телото Исусово. Па го симна и обви во платно, го положи во гроб, излабен во камен, во кој уште никој не беше положен. Тој ден беше петок и саботата веќе настапуваше. Значи, гледаме дека бил во посебен гроб погребан нашиот Спасител. Христос умрел за нашите гревови, ама не останал под власта на смртта, бидејќи тој не направил грев, смртта не можела да го задржи во гробот. Третиот ден тој славно излегол од гробот, како што Христос умрел според пророчанствата, така и воскреснал според пророчанствата, кои биле кажани и ги прочитавме од писмото во Исаја 53 глава, 10 стих. И кажано, кога ќе воскресне и ќе го види своето потомство и ќе си ги продолжи своите денови. Тоа го сторил со својата божанска сила. Он сам кажал, ќе прочитаме од Евангелие по Јован, 10 глава, 17 и 18 стих. Затоа ме љуби Отецот, зашто јас животот свој си го полагам, за да го примам пак. Никој не ми го одзема, туку јас само од себе го давам. Имам власт да го дадам и власт имам пак да си го земам. Ова заповед ја примих од својот Отец. Ќе прочитаме уште еден стих од Откровение, 1 глава, 18 стих. И живиот, бев мртов, и ете жив сум за сите векови, и ги имам ключевите од адот и од смртта. За Христовото воскресение се однесува и прореченото во Псалмот 16:10. Ќе прочитаме и од Псалм 16:10. И еве што кажува во Псалм 16:10. Зашто ти нема да ми ја оставиш душата моја во пеколот, ниту пак светецот твој да види распаѓање. Гледаме сите пророчанства кои се дадени во Светото писмо се исполниле според кажаното. Овој стих сега што го прочитавме не се однесува за псалмистот Давид, туку се однесува за самиот Исус Христос. Ќе прочитаме и од Дела, 13 глава, 35 до 37.
Затоа и на друго место зборува: нема да допуштиш твојот светец да види распаѓање. А на вистина Давид, откако му служеше на својот род, според Божјата волја, се присоедини кон татковците и виде распаѓање. На оној кој Бог го воскресна, не виде распаѓање. И така, знаете, мажи и браќа, дека преку него вам ви се проповеда простувањето на гревовите. Значи, гледаме, браќи и сестри, дека сите пророчанства кои се спомнати во Библијата се исполнети. Можеме да го прочитаме и настанот од Матеј 28 глава, како настанало тоа воскреснување на нашиот Спасител. Дваесет и осмата глава од првиот стих до 13 стих. Кога измина саботата на осамнување, во првиот ден на седмицата дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. И ете, стана голем потрес, ангел Господов слезе од небото, пристапи, го отстрани каменот од гробната врата и седна на него. Лицето му беше како молња, а лиштата бели како снег. Стражарите уплашени од него трепереа и беа како мртви. Ангелот им се обрати на жените и им рече: не плашете се, знам дека го барате Исус распнатиот. Не е овде, воскресна, како што беше рекол. Дојдете и видите го местото каде што лежа Господ. Па отидете бргу и кажете му на учениците негови дека тој воскресна од мртвите. И ете, ќе отиде пред вас во Галилеја, таму и ќе го видите. Ете, ви кажа. И излегоа брзо од гробот со страв и голема радост и отрчаа да им соопштат на учениците негови. Кога одеа да им јават на неговите ученици, Исус ги пресретна и им рече: радувајте се. Браќи и сестри, некои утре ќе го слават тоа воскреснување, а не знаат што Бог сторил за нив. Исус кажува: радувајте се. Зашо да се радуваме? Да се радуваме дека воскреснал и е жив. Затоа треба да се радува секој човек, а не само еднаш во годината да се подсетуваат на тој настан. А тие се приближија, ги гушнаа нозете негови и му се поклонија. Тогаш Исус им кажа: не плашете се, одете и соопштите им на браќата мои да отидат во Галилеја и таму ќе ме видат. Кога одеа тие, ете, некои од стражарите, влегувајќи во град, им кажаа на првосвештениците за сето она што беше станало. И тие, кога се собраа со старешините и се посоветуваа, им дадоа пари на војниците, велејќи: кажете дека учениците негови дојдоа и го украдоа кога ние спиевме. Како ѓаволот се послужува со измама да ги наведе самите римски чувари, војници, да кажат дека тие спиеле, а учениците дошле, го украле воскреснатиот Исус Христос. Кажете, вика, дека го украле. А они умеѓу време, додека да стигнат до нив, ја расшириле веста дека Исус воскресна. Како може да замолчи тоа, кога некој го видел вистините? И тоа е само вистина според проречението кое Бог го прорекол. Ќе прочитам и некој дел од Копнеж на вековите.
бидејќи времето одминува, нече можам повеќе работи да ги прочитам, така понакратко ќе прочитам. Насекаде ги шириле своите лажни извештаи. Значи, после тоа парите кога се дадени на војниците, ширеле лажни изјави. Но и имало сведоци што не можеле да ги замолкнат. Ова е многу важно. Значи, имало сведоци кои што не можеле да ги замолкнат. Мнозина го чуле сведоштвото на војниците за Христовото воскресение. Значи, веќе мнозина го слушнале. А некои од умрените воскреснале со Христа и се појавиле пред мнозина, изјавувачи дека тој стана. Оние што го виделе ова воскресение и што го чуле нивното сведоштво, им оделе извештај на свештениците. Свештениците и поглаварите живееле во постојан страв, одејќи низ улиците и дома да не се сретнат лице со лице со Христа. Значи, гледаме сега една случка која веќе е вистина и зошто свештениците избегават. Не знам дали би си има случајно со некој да се скараш. Може сите сме пред тоа биле надвор од црквата, не сме го познавале Христа, се скараш и што се случува? Ти или с противната страна не сакаш да го видиш тој човек. И само бегаш од околу кога ќе го видиш од другата страна дека иде во сусрет на тебе. Значи самите свештеници веќе бегале да не се сретнат со Христа лице во лице. Чувствувале дека за нив нема никаква сигурност. Резите и бравите биле слаба заштита од Божиот Син. Дење и ноќе пред очи им се појавила онаа страшна сцена од судницата кога викале: крвта негова нека падне врз нас и врз нашите деца. Ево што се плашеле. Значи, веќе имале страв и ако се сретнат со него, значи, тоа било доста за нив погубно. Никогаш нема да изгледи од нивното сеќавање таа сцена. Никогаш повеќе нема да падне мир или мирен сон на нивната верница. Кога се слушал гласот на мојчниот ангел крај Христовиот гроб, како зборува: те вика твојот Отец. Спасителот излегол од гробот со животот што се наоѓал во самиот него. Сега е докажана вистината на неговите зборови. Јас го давам мојот живот за пак да го земам. Имам власт да го дадам, имам власт пак да го земам. Сега е исполнето пророштвото што го кажал пред свештениците и поглаварите. Урнете го овој храм и за 3 дена пак ќе го подигнете. Значи, браќи и сестри, гледаме сите пророштва кои се кажани во Библијата за Христовото доаѓање, за Христовата смрт и за Христовото воскресение се исполнени. Кога станал Христос од гробот, извел многу заробеници. Земјотрес при неговата смрт ги отворил нивните гробови. Кога тој станал, и тие излегле со него. Тоа биле Божји соработници кои по цена на својот живот сведочеле за вистината. Сега требало да бидат сведоци за оној што ги подигнал од мртвите. За време на својата служба Исус дигнал мртви во живот. И знаеме тие збиднувања на вдовицата од Наин, черката и на поглаварот и Лазар. Но тие не биле, кажува писмото, не биле облечени во безсмртност. Значи, овие во тогашно време. А додека овие кои се воскреснати со него, се уште, уствари, кои ги воскреснал во тоа време, уште биле положени на самата смрт. Значи,
повторно после тоа воскреснување тие ќе умрат. Но оние што излегле од гробот при Христовото воскресение, станале за вечен живот. Тие се вознеле со него како знак на неговата победа над смртта и гробот. Овие, рекол Христос, не се повеќе заробеници на сатаната. Јас ги откупив. Јас ги изведов од гробот како првина на мојата сила, да бидат со мене каде што сум јас, за никогаш повеќе да не видат смрт или да вкусат болка. Браќи и сестри, дали и ние се радуваме на Христовото воскресение? Дали ја очекуваме таа блажена надеж на повторно доаѓање на Христа да не земе и нас со Него? Дали ќе бидеме мртви или живи? Да бидеме во заедница, во вечноста со Него, да таа заедница тогаш ја прославиме заедно сите го овде кои што сме и со нашите мили, драги, роднини, пријатели, со сите во таа заедница да се радуваме заедно со нашиот Спасител кој дал за нас живот. Нека му е слава и чест на нашиот Спасител во веки векова.